Имаме убавица, раскошно распослана на плодна почва, блескава и сончева земја, древна и загадочна заводничка, преполна со тајни убавини. Дел од неа е живописната клисура на реката Треска на само 10 километри од Скопје, лево од патот кон Тетово, која крие утробата на оваа исконска земја. Неа старите словени ја нарекле матка, што во превод значи мајка. Староседелците веројатно ја следеле древната символика вообличена во самиот релјеф на мајката природа, која овде решила од еден грамаден планински масив да создаде жена, која легната со распуштена и раскошна коса ја раѓа некаде понатаму на јубавата убавина. Токму така, ако му дозволиме на нашиот поглед да заскита меѓу небото и острите врвови на планините, и ако го ослободиме уметникот во себе си, ќе ја видиме мајката природа со грациозен женски лик, набрекнати гради и распослани локни лево од патот кој води кон матка. Оваа магнетна убавина низ векови ги привлекувала староседелците, како во раниот римски период, така и во етапното населување на словените, токму поради мистичниот таинствен процеп меѓу величенствено стрмните карпи од кои бликала силната водена матица. Тоа значело живот за плодородните полиња и прекрасен амбиент, создаден од допирот меѓу карпите и небото, чии процепи биле всушност прегратки за вдомување кон еден чист и геостратешки сигурен живот. Луѓето овде засолнети и обкружени со мир, тишина и убавина, црпејќи живот од матичниот извор, како да биле поблиску до Бога. Тие облагородени од сите овие услови создале ризница од манастири, која може да се нарече Мала Света Гора. Ова мало духовно царство на монасите е уникатно во секој поглед. Од пеперутка до тревка, импресионирајќи со височини над кои кружеа величенствените крилја на реткиот вид орли и длабочини кои се уште се недостапни. Многобројните влажни пештери и страотни бездни околу Козарево ја таложат својата убавина во сталагмити и сталактити, символизирајќи ја мајчинската дојка на животот. Кај старите словени се чувствувал култот кон женскиот принцип, ентитет или едноставно кажано мајчинството, препознаено во женското божество Мохош, кое ги соединува земјата и влагата како предуслов за плодност. Овде, во природното олицетворение на утробата на животот, се обожувала еден вид Богородица Матушна Владичица, наречена уште мајка на влажната земја, чиј култ бил лоциран над така наречена Мечкина дупка или поточно во манастирот Пресвета Богородица Матка. Ако погледнеме наоколу, впиваме занесна убавина, но и мистерија која не предизвикува да ги досегнеме нејзините тајни, кои некогаш знаат обсесивно да ја магепсаат кревката човечка природа, доведувајќи ја заводливо до смртоносната прегратка на бездната. Меѓу овие остри карпи се наоѓа срцето на духовниот живот, чиј пулс го чувствуваме и ден денешен. Ако сакаме малку да побегнеме од бучното секојдневие и да најдеме малку мир и изолација, можеме да дојдеме овде, каде што имаме прекрасен предел во кој што тоа можеме да го добиеме. А ние ќе ви го доближиме минатото, започнувајќи од најблискиот манастир до нас, манастирот Свети Андреја. Според надворешната архитектура, манастирот Свети Андреја припаѓа на два различни временски периода. Градбата, која што можеме да приметиме дека е различна, а се наоѓа од нашата десна страна, припаѓа, односно датира од 1560 година, а од нашата лева страна од 1398 година.
црквата била живописана од најдобрите мајстори и фрескоживописци, испратени токму од Марко Крале за графите митрополит Јован и митрополит Григорије. Од надписот на надвратникот на западната влезна врата дознаваме дека нејзин ктитор е вториот син на кралот Волкашин и братот на крале Марко, Андреа. Кон главната црква, во средината на 16-тиот век, била дозидана припрата, живописана во 1559 година. Таа има форма на слободен крст и е една од поретките цркви со ваков облик. Околу живописувањето на црквата, поголем број стручни толкувачи сметаат дека главен мајстор сликар, кој го дал основниот тон на целата фреско декорација, бил митрополитот Јован, чиј стил бил препознатлив по силниот израз, колоритноста и волуменозноста. На задната страна од манастирот Свети Андреа се наоѓа едно големо вдлабнување кое што наликува на дланка. Се претпоставува дека ова била дланката на Марко Крале. На предната страна, во близина на влезот на манастирот, ќе забележиме еден лик на жена на една камена плоча. Постојат индиции дека тоа е ликот на владетелката на Марковград, Бојана. Надвор од историјата. Во разговорите со постарите жители на овие краишта може да дознаете интересни легенди и преданија кои во различни верзии кружеле и се пренесувале од колено на колено токму за владетелите на Марковград, како и за храбрите подвизи и јунаштва на Марко Крале. Една од нив говори за настанувањето на манастирот Свети Андреа, која секако е далеко од историските факти и научните сознанија. Според едно народно предание, по Косовската битка, Марко Крале и брат му Андреа се враќале уморни по течението на реката Треска. Тие решиле да се одморат и одморот токму го нашле на ова место каде што некогаш постоела меана. Марко ги чувал коњите, а Андреа решил прв да влезе во меаната. Меѓутоа, кога влегол, тамо го начекале многубројни турци кои што го нападнале и го убиле. Марко, загрижен затоа што неговиот брат подолго време се задржал, решил да провери што се случува. Влегол во меаната и тамо го затекнал мртвото тело на брата си. Во знак на освета ги убил душманите, а телото го закопал на ова место. Токму овде тој решил да изгради црква во спомен на загинатиот брат и ја пренасочил реката Треска по стариот пат, за да ги остави овој манастир и гробот во мир и тишина. Ако погледот го насочиме високо кон карпите над манастирот Свети Андреа, на самиот нивни врв ќе забележиме крст, под кој се наоѓа едно интересно средовековно утврдување кое било изградено на една доминантна, интересна карпа на сртот. Стигнувањето до овој преубав предел, во кој може да се видат интересни реликти и сакрални обележја, представува еден благ алпинистички предизвик. Марковиот град не се забележува лесно поради бујната вегетација која го зацкрива теренот. На височините на ова прекрасно живописно место е изградена црквата Света Недела. Таа е во рамките на Марковиот град кој има форма на еден неправилен триаголник. Црквата е изградена околу средината на 14-тиот век. Околу акрополата постојат линии во кои може да го препознаеме западниот одбранбен зид, а според конструкцијата тој потсетува на некои објекти од истиот период кои се наоѓаат во Скопската околина, како например Кожле. По облик е еднокорабна и куполна, со правилна ориентација исток-запад. Незините ѕидови се градени од кршени делка на локален камен варовник и керамички тули и тегули, карактеристични за античкиот период. Таа има полокружна апсида, која однадвор има 3 страни.
а јужно и северно од неа постојат две мали полуокружни ниши. Незината единствена сочувана источна арка изнесува 4,12 метри. Црквата имала западен влез кој не е сочуван, како и јужно симетрично распоредени прозорци кои исто така веќе не постојат. Во средината на јужниот ѕид од источна страна се наоѓа цела фигура на Света Недела, во долг фустан со орнаменти од ромбови и ливчиња, вел на главата и странично распуштени локни од косата. Над неа се забележуваат траги од композицијата Предавството на Јуда. Околу ова утврдување постојат две предпоставки. Според првата предпоставка, ова утврдување некогаш било мала населба која што имала црква, а според втората предпоставка, ова било комплекс од манастири со конаци и црква. Владетел на Марковград бил благородникот Бојко, кој уште се нарекувал кралот на Матка. Тој бил ктитор на матичниот манастир Матка, поточно на црквата Успение Пресвета Богородица. Околу оваа тврдина постои една прекрасна легенда која кружела меѓу населението на Матка. Имено овде господарела владетелката Бојана, која била преубава жена и му се бендисала на еден од локалните османлии. Тој влюбен во неа ја побарал за жена, меѓутоа таа ја одбила неговата понуда и во знак на револт тој решил да ја нападне. Во организиран напад османлиите ја нападнале тврдината, меѓутоа Бојана достоинствено ја бранела. Таа убила дури 70 турци. На крајот, кога приметила дека сепак ќе заврши во турскиот харем, таа не сакала да се предаде и рипнала од една карпа. Се претпоставува дека средовековната тврдина Марковград не настанала спонтано, туку била однапред планирана изградба со определена задача, за да се покрие западниот предел на Скопско, но и патот на клисурата и кај јужната падина на Осој кон Порече за времето на цар Душан. Во негово име за прв кефалија, поставен да господари со овој регион, бил благородникот Бојко, кој бил ктитор на црквата Света Недела. Исто така се претпоставува дека првобитното име на Марковград било Матка, а по него го добило истото име и селото што се наоѓало во непосредна близина на градот, денешниот локалитет Коштаје. Од Марковград надоле кон реката постои стрмен, но минлив пат, чиј еден крак минувал преку Карпите кон север, преку Грагор, Гумниште, по долот Влак, кон Петров камен, а бил наречен Мачин дол, под предпоставка дека овде некој некогаш бил измачуван или пак символично упатува на самоизмачувањето на средовековните испосници кои го минувале овој пат. Меѓу Марковград и манастирот Света Богородица на левиот брег од реката Треска, на 1,5 километри јужно од денешното село Матка се наоѓа еднозарамнето плато на кое е сместена малата црквичка Свети Спас, а јужно од Свети Спас се наоѓа црквата Свети Тројца или Свети Архангел Михаил. Свети Спас е еднокорабна средовековна црквичка која датира од доцниот 14 век, која била обновена околу 1968 година. Била изградена врз контурите на веќе постоечки поголем култен објект, а местното население било силно врзано со црквата преку култот кон Свети Спас. Јужно од неа ќе забележиме камени архитектонски делови, неправилно распоредени или вградени во црквените остатоци, кои типолошки припаѓаат на раноримскиот и доцно античкиот период, што упатува на храм и базилика. Кога во 1968 година жителите на Матка решиле да ја обноват малата црква Свети Спас, почнале да копаат градежен материјал од една голема грамада, јужно од црквата на околу 50 метри, но тогаш според раскажувањата на локалните жители, на еден скопјанец му се сонило дека под неа постои црква, а сонот по неколку дена се остварил. Бил откопан црковен објект, чии ѕидови биле високи околу 1 метар, а денот кога била откриена црквата била Света Тројца,
И така овој објект го добил името Свети Архангел Михаил или денес Света Тројца Матка. Југозападно од центарот на селото Матка, на левиот брег од реката Треска, на една широко израмнета тераса, се наоѓа манастирот Матка со црква посветена на Успение на Пресвета Богородица. Таа е изградена во средината на 14 век на веќе старо култно место. Низ бурниот период на историјата при воспоставувањето на турската власт, оваа црква настрадала, особено нејзиниот покрив, за кој што се претпоставува дека бил опожарен. Во 1497 година овие делови ги обновила известна благородничка Милица, која го нарачала живописот на манастирот и ја изградила припрата. Додека се трагало по времето на изградбата на првобитната црква, била откриена надгробна плоча пред самиот олтар, која и припаѓала на христијанката Марија. Според архитектурата, оваа црква му припаѓа на византискиот период. Таа има форма на стеснет впишан крст, а на неа може да се забележат прозорчиња високо поставени која класифицираат во градбите од 14 век. Во зидовите на црквата биле вградени елементи од камен кои потекнуваат од раноримскиот период. Денес во црквата се сочувани сликарски зони со фреско живопис. Во првата зона се представени ктиторите и сведителските фигури во цел раст. Во втората зона во медајони се представени мачениците, а во третата е циклусот на големите празници. Над него како четврта зона е представен циклусот на Христовите страдања. Култот кон Света Богородица овде бил мощно изразен, а во нејзините свети одаи можеле да се затекнат еминентни посетители како на пример патриархот на Пеќката патриаршија Арсенија IV. Името на манастирот Матка не е случајно. Со него тој е означен за матичен, централен манастир на сите манастири во регионот на Матка. Чувствувајќи ги височините, со полни гради чист воздух, нашиот поглед, освен што впива убавина, ја одмерува дистанцата од подножјето и како магепсан се задржува на зелено-сината водена површина, која како скапоцен смарак лежи во дланката на оваа величинствена природа. Најстара и можеби една од најубавите акумулации во нашата земја е токму акумулационото езеро Матка. Од заговорот меѓу живата и речиси негибнатата мртва природа, како што се пештерите во овој кањон, се родила оваа уникатна убавина. Во подетален опис реката Треска извира од карсното врело кај селото Извор на 750 метри надморска височина на јужната падина од реката од планината Бистра, а се влева во Вардар кај Скопје на надморска височина од 260 метри. Нејзината вкупна должина изнесува 138 километри, а во клисурестиот дел од нејзината долина се наоѓа езерото Матка, настанато со преградување на реката Треска со брана. Кањонот Матка има површина од 5442 хектари, а достигнува од 350 до 1387 метри надморска височина. Ова импозантно дело на природата со висина на страните од 1000 метри и со стрмни отсеци од над 250 метри е создадено со вертикална ерозија на реката Треска во текот на долгата геолошка историја. Кањонот на клисурата на реката крие пештери и бездни, кои се ремек дела на природата, тешко достапни за љубителите поради геоморфолошката положба. Пештерите се сензационални, со должина од 20 до 176 метри, а бездните со длабочина од 36 до 38 метри. Од 10 кои ни се познати, 2 се влажни поради постојаното присуство на водата, а другите 8 се суви и до нив стига единствено вода капница. Најинтересни за посетителите се Врело, Крштална и Надврело, кој е на локалитет кој е 75 метри повисок од пештерата Врело и од местното население е наречена Убавица, бидејќи на вистина се издвојува по раритетниот внатрешен пејзаж од сталагмити и сталактити.
Останатите, познати под имињата Матка 1, Матка 2, Мендова, Орлово гнездо 1, Орлово гнездо 2 и бездните Ситолица и Срт, како и преубавата пештера Света Петка, се навистина огромно природно богатство кое ги предизвикува посетителите и научните истражувачи на секаде од светот. Матка е спој од сензационална убавина на 3 нивоа – небесна, земна и подземна. Така, алпинистите посегнуваат кон небесните височини, освојувајќи ги карпите. Туристите и посетителите љубопитно го разоткриваат и уживаат во кањонот, а нуркачите, водени од интуитивниот знак дека овде се крие најдлабоката длабочина во светот, копнеат да го освојат понорот на исконот. Клисурата Матка е феномен кој во себе сочувал растенија што го преживеале леденото доба, а слични на нив денеска постојат во Африка. Овој богат предел со различни типови на пештери ја крие најголемата подземна вода во Европа. Скорешните истражувања во соработка со белгиските нуркачи потврдија достигната длабочина од скоро 100 метри и должина од 450 метри, координати кои потврдуваат дека овде постои еден сложен пештерски систем исполнет со вода, досега најголем во Европа. Под предпоставка дека подводниот канал на пештерата Врело е многу подлабок од досега освоените 98 метри, нуркачите авантуристи превземаа конкретни чекори за една голема експедиција чија цел е да потврди можеби уште едно светско чудо. Досега е потврдено дека Врело е најголемиот пештерски систем исполнет со вода во Европа и е веднаш по најдлабоката пештера од 180 метри во Италија. Но ако спелеонуркачкиот клуб Врело, преку експедицијата во која се вклучени и врвни спелеонуркачи од Италија и Белгија, ги потврди очекуваните резултати дека пештерата е подлабока од 182 метри, а можеби и ќе го надмине и светскиот рекорд на откриена длабочина од 283 метри, тогаш Македонија ќе може да се гордее со едно од светските чуда. Во кањонот Матка се наоѓа и еден фасцинантен извор со капацитет од 2000 литри вода во секунда, а со неа може да се задоволат потребите за пиење на цело Скопје. Овој извор постои како алтернатива на изворот Рашче. Во близина на изворот патот води кон пештерата Врело, под која се наоѓа мистериозниот пештерски систем, до кој нуркачите наоѓаат пристап од надворешната страна на кањонот. Оваа пештера е вистински раскош од природни мозаици, сталагмити и сталактити, во кои природата ги издвајала овие чудесни форми кои ја инспирираат нашата фантазија. Така може да ја забележиме големата шишарка која има сопствена сала во пештерата. Прво забележуваме едно мало, а потоа и едно поголемо езеро, чија температура на водата е постојано 5 степени Целзиусови. Ние го видовме малку разбранувано поради влажниот период и водата која капе од озгора, а во летниот период, кога е сосема мирно, ова езеро е рефлексија на таванскиот пештерски пејсаж, кој ни создава илузија дека пештерата продолжува некаде надолу. Овој ефект на огледало престанува тогаш кога некој веќе упатен ќе фрли камче во него, а тоа ни го открива езерото. На дел од зидовите на пештерата може да забележиме пештерски бисери, кои наликуваат на позлатена роса. Креатор на овој уникатен пештерски накид, создаван низ години, е фасцинантната мајка природа. Патот до пештерата и нејзиниот прекрасен амбиент со идеална акустика ни го откриваше ентузијастот Абдула, познат како Бајро, чија мисија е да ги води посетителите на Матка низ малиот природен рај. Клисурата со своите карактеристики одсекогаш била воочлива за дојдениците. Веднаш се забележувала идеалната геостратешка местоположба како потенцијален инструмент за манипулација и остварување на целите. Еден интересен момент од историјата и мощне значаен е големата битка за Матка како последен чекор во ослободувањето на Скопје од германскиот окупатор.
Во една снежна ноќ на 12 ноември 1944 година, битката на 12-та бригада за ослободување, но и за спасување на градот беше пресудна. Паѓањето на Матка ќе значеше пропаст за Скопје. Тоа ќе беше едно фатално цунами со околу 6 метри и ќе значеше енергетска и општа катастрофа за Македонија. Токму затоа минираната брана од германскиот окупатор и балистите мораше да се освои како последна задача за непречено влегување на партизаните во Скопје. Оваа успешна акција го најави и целосното ослободување на Македонија. На 200 метри високо над манастирот Свети Андреја, на другата страна од реката Треска, на една доминантна карпа на 500 метри надморска височина се наоѓа мало рамно плато, на кое се наоѓа црквата Свети Никола во Нир. Ова е патот до Свети Никола, кој што представува една убава живописна природа во која што можеме да видиме прекрасни ендемични видови на растенија. Ова се прекрасни диви питуни. Матка значи влез во еден прекрасен, скриен, загадочен свет. Ова е срцето на природната и сакралната убавина. Одовде не допираат звуците на тапаните, кои што се во чест на денешната слава летен Свети Никола. Од шумските заедници најраспространети се Благунот и Белиот Габер. Острите гребени, стрмните падини на кањонот, микроклиматските услови, како и геолошката подлога допринеле во сочувувањето на многу ретки вегетативни представници од геолошко минато. Флората на подрачјето на кањонот Матка е представена со околу 671 вид на васкуларни растенија, што представува приближно околу 18,5% од диверзитетот на национално ниво. Инаку целокупната разновидност на живиот свет на Матка се манифестира преку 3 нивоа: генетски, видов и екосистемски диверзитет. Посебно вниманието врз себе го свртува представникот на старата терцијална флора Наталиевата рамонда, која во пролетните месеци го разубавува овој кањон со своите розови цветови, а рамноправни по убавина се и кошаниновата темјанушка и Центауреа цемпилакме, кои со своите ситни, но раскошни цветчиња ги развеселуваат пукнатините на карпите. Овде може да сретнеме карамфилче зумбул, лале, перуника, кокичиња, качунки, јаглики, циклами, пазикуќа, сина темјанушка, јоргован, смоква, папрат, липа, шарпланински чај, драча и други растенија кои се вистинско колоритно, мирисно и лековито богатство на оваа прекрасна и ретка природа. Матка представува еден од најголемите рефугијални центри за време на глацијалниот период на реликтната и ендемична флора и фауна во нашата земја. Така таа изобилува со богата фауна со чинета од дури 9339 видови и 228 подвидови, од кои 674 се ендемити. Од безрбетната фауна се среќаваат 15 видови на полжави, 30 видови на пајаци и 6 видови на псевдоскорпиони. Ние имавме среќа да забележиме една скорпија која вознемирено си го бараше патот во природниот амбиент, видно незаинтересирана за околината и сопатниците. Особено клисурата е богата со пеперутки, од кои се регистрирани 787 видови, од кои 29 се ендемични. Овде може да се видат едни од најретките видови на птици, како белоглавите мршојадни орли, кои се на работ на исчезнувањето. За нив може да разбереме нешто повеќе токму од локалните жители, како најверни и секојдневни наблюдувачи на овој прекрасен и оригинален простор.
Тие се сведоци на најубавите примери, како кога малото орле треба да ја совлада основната животна задача – полетувањето, и мајчинското целодневно бдење над новоформираното и оживеано гнездо. Од ребетната фаунена матка се среќаваат 13 видови риби, 10 видови на водоземци, 19 видови влекачи, 30 видови цицачи и фасцинантен број од 119 видови птици, што го прават овој предел меѓу најбогатите по бројност и разноличност на птичји видови на Балканот. Ете полека, по патот до манастирот Свети Никола, ние лично станавме сведоци на прекрасниот живопис во кој љубопитно ги забележувавме сите видови придружници на нашиот пат. А имавме среќа да проследиме и дел од литургијата за летната слава на Свети Никола и да ја доживееме атмосферата меѓу посетителите кои го прославуваат овој ден токму овде на височините на Матка. Свети Никола Чудотворецот бил роден во градот Патра 245 година во Мала Азија покрајна Лакија. Како и Исус, и тој имал моќ да го смири разбеснетото море. Порано во сите христијански бродови била присутна неговата икона, а и ден денес, кога е Свети Никола, бродовите се усидруваат и денот го поминуваат во одмор. Со благослов тој ги штител дечињата од рибините коски кои би можеле да се заглават во нивните грла. Умрел во 343 година во петок на 19 декември и погребан е во соборната црква во Мира, на чиј гроб христијаните ги носеле болните на исцелување. Кога Лакија е освоена од турците, неговите мошти се пренесени во Бари, Италија, 1096 година. А овој ден, 22 мај, се слави како Свети Никола Летен. Манастирот Свети Никола представува комбинација на две цркви. Градбата на источната страна представува еднокорабна црква чии прозорци се мали и тесни, што наведува на заклучок дека станува збор за подоцнежен објект. Западно е дограден посложен објект чија архитектура е карактеристична за 14 век и кој очигледно е порепрезентативен. Фасадата е украсена со декоративни пиластри лезени, а присутни се и декоративни арки со неизменично редени камени блокови и тули. Површината на лунетите е декорирана со еден вид ретикулатум во комбинација на тула и камени правоаголници. Релјефната плоча на јужната фасада е сочувана во целост, а во облик на една кружна композиција се забележуваат испреплетени растенија и животни. Може да забележиме чудни животински форми, како едноглаво суштество со тиара на главата и две лавовски тела, потоа горе десно, 3 фигури на волци или кучиња со опашките во уста. Релјефната плоча посочува на култ кон паганското божество Симаргл, што ја представува плодоносната сила на растенијата, нераскинливата врска со подземјето, корените на вегетацијата и нивната инкарнација во животни, меѓу кои се истакнувале песот и волкот. Но за името Симаргл постојат различни толкувања и забелешки, и поради тоа тешко може да се утврди својството на ова божество. Симаргл е уште познат и како огнен бог, старословенски бог на огнот и месечината, заштитник на семињата и посевите, истерувач на зимата и најавувач на пролетта, најчесто представуван како крилест пес. Постојат податоци дека бил почитуван и меѓу македонците, а се поврзува со персиското божество Симург, кој исто така е во облик на крилест пес со глава од грифон. Овој манастир е веќе силно нагризан од завод на времето, а состојбата на кровот инсистира на алармантно возобновување кое би ги сочувало веќе начнатите икони од влагата и дождот, живописани во 1630 година врз фрескоживописот од 14 век. Фрескоживописот е распределен во 4 зони, од кои во првата се светителите во цел раст со ленти над главите. Во втората се сцените од животот на Свети Никола, тргнувајќи од исток, од раѓањето до сонот на царот Константин.
во третата се чудата Христови, 3 сцени од Стариот Завет и групата Свети Тројца. А во четвртата зона се сцените од Христовите последни денови и страдањата. Манастирот Свети Никола има прекрасен пейзаж, а неговата природна местоположба нуди сензационален видик кон езерото, обкружено со масивни карпести возвишувања и бездни, чија слика не обзема и остава без див. Токму на карпите пред нашите очи може да се научат основите на алпинизмот, преку 2 многу популарни линии на качување, наречени Мал камин и Голем камин. Освен овие, интересна за качување е патеката на другата карпа, спротивна на онаа на која се наоѓа манастирот Свети Никола, наречена Дилфер, на која како детал може да се забележи една пукнатина. Но да се навратиме малку на историјата и алпинистичкиот предизвик во минатото, кој ни открива една за старите скопјани веќе добро позната трагедија, смртта на алпинистот Отмар, по која е наречена славната Отмарова патека. Магнетната убавина на овој раскошен предел, препълн со природни детали, особено допирот на величенствените височини со небото, била предизвик што ја мамела човековата авантуристичка природа. Но еден погрешен чекор и мало невнимание значи пат во прегратката на смртта. А тоа од време на време овде им се случуваше и на најдобрите освојувачи на височините. На 4 јули 1957 година посетителите на ова популарно излетничко место беа потресени од смртта на момчето, чие паѓање не можеше да го спречи неговиот другар, кој панично повикуваше за помош. Отмар оваа патека повеќе пати ја минуваше без никаков проблем, а неговата силуета честопати се забележуваше меѓу карпите, но неговата судбина беше да ја заврши во смртната преградка на Матка. До ден денешен неговата патека ја искачуваат бројни алпинисти кои во негова чест ја нарекуваат Отмарова, а на местото каде што паднал е поставена спомен плоча и символичен алпинистички споменик. На јубилејната 50 годишнина од неговата смрт, 50 алпинисти ја искачија оваа патека, по еден за секоја измината година, во знак на почит кон неговиот алпинистички ентузијазам и првите почетоци на овој модерен спорт во Македонија. На истото место подоцна загина и познатиот македонски алпинист Васил Франговски, а подоцна слична судбина имаше и тетовецот Зоран Ристевски. Матка, освен што е утроба на природна убавина и матица на духовниот живот, представува муза, уметнички предизвик и извор на креативен набој за многу уметнички души. Утрото дочекано на Матка е една од најубавите гледки во кои можете да уживате, особено ако ја имате честа, непосредно поврнежливите денови, со поглед да ја пречекате густата подигната магла, која бавно како облак плови над самата вода. Во овие чисти утрински води низ години е присутно традиционалното крштевање на многуте нови верници, кои зачекорени во оваа чистина се причествуваат со светото тело и крвта Христова. Освен инспирација, Матка нуди извонреден простор за уметнички перформанси, идеална акустика за концерти и представува непресушен бунар на прекрасни камени облици, од кои се добива квалитетен материјал за мозаици. Таа со својата природа нуди добри услови за спортовите како што се кајакот и алпинизмот. Дали на врвот од Карпите, во сакралните манастирски одаи, длабоко на дофат на понорот, или во некој спортски или уметнички предизвик, дали како дегустатор или креатор на овие надополнувачки убавини кои овде не обединуваат во нашата матица и не мотивираат да го споделиме искуството од природата и артефактите, се не води кон еден спиритуално повисок чекор, не облагородува и на крајот на некој од нас ни овозможува катарзично откровение, за кое навистина вреди да се живее.